Dobro, го прочитавме текстот кој ни говори за уште еден судски процес низ кој што поминува Павле и кој е, не знам кој поред веќе. И сите овие судски процеси некако представуваат одложување на правдата. А одложената правда, како што има кажано големиот британски дипломат, политичар Вилијам Гледстон, е негирање на правдата или одложување на правдата е всушност неправда. Павле тоа го искусува, гледам веќе во последните 4 глави, од еден, од друг судски процес оди, никако да се докаже неговата вина, ама и никако да биде ослободен. И се почнува, да се подсетиме, кога оди во храмот да принесе жртва, таму со лажни обвиненија толпата е настроена, поттикната против него, дури до се стигнува до желба да биде линчуван. Римските војници од касарната го спасуваат. Павле бара да се обрати пред толпата, го кажува своето сведоштво за тоа како го сретнал Христос, како станал Христов апостол и како Бог е тој кој му дава мисија, му дава служба да благовества на неевреите, безбожниците. И на тој збор повторно толпата се возбудува, сакаат пак да го убијат, Павле е засолнет во касарната и спремаат да го камшикуваат, повторно неправедно. Меѓутоа тој се спасува од камшикувањето, кога вели дека е римски граѓанин, се спрема потоа внатре во касарната уште еден судски процес пред Синедрионот. Таму се собрана политичката, духовната елита на Ерусалим. Тоа е една обична фарса од суд. На крајот завршува во хаос. Илјадникот или командантот на касарната Лисий разбира дека Павле не е виновен ништо, но пак не го ослободува. Евреите подготвуваат заговор за атентат, тоа се дознава и Лисий го префрлува во Кесарија. Таму во Кесарија повторно се повикани од Синедрионот луѓе, повторно судски процес пред римскиот управник Феликс. Повторно не е докажана неговата вина, но пак не е ослободен. И така цели 2 години. Поминуваат 2 години и тој неправеден тиранин Феликс, како управник на Јудеја, е сменет, повикане од Нерон во Рим и поставен е нов управник Порций Фест. Сигурно не било лесно на Павле. Да го шетаат од град во град, од судница во судница, да го малтретираат, никако да се докаже неговата вина и никако да биде ослободен. Голема неправда, во секој случај. 2 години поминале. Пишу, така почнува, така завршува 24 и почнува 25 глава. 2 години после неговото затворење доаѓа нов управник. 2 години седи во затвор. Никој не знае зошто седи во затвор. И самиот тој не знае зошто седи во затвор. Не е пријатно, воопшто не е пријатно, неправедно да седиш во затвор. Некој може да се каже, ама 2 години, некој знае колку. Да, ако човек ништо не работи, ако така сака само да се седи, има такви луѓе што те безделничат, но Павле не бил таков човек. И го знаеме дека Павле беше динамичен човек, човек кој евангелизираше, прекусуваше мориња, градови, континенти, за да служи на Христос, да евангелизира. И сега тој треба да седи во затвор. Спречена неговата служба на ширење на Евангелието. И скоро на сето тоа, тој знае дека тие 2 години нема да ги врати, не само 2 години, ќе следат уште 3 години во затвор, додека не биде ослободен, додека не заврши судскиот процес пред императорот. Следено долго патување до Рим, со исто така непријатности и уште еден период на заточеништво во Рим. И од затвор, кога е во Рим, кога седи во затвор, Павле ќе им напише на ефесијаните да го искупуваат времето, зашто тоа е ограничено. Времето одминува и не се враќа повеќе.
Павле подобро од секој од нас го разбрал тоа седејќи во затвор. Сигурно не ја знаел изјавата на Гладстон дека одложената правда е игнорирана или е неправда, меѓутоа тој ја знал другата мудрост, онаа на Соломон, кој пишува: надежта кој долго време нема да се оствари, го истоштува срцето. Павле сигурно секој ден живеел со таа надежда дека ќе излезе од затвор. Скоро ќе излезе. Самиот Христос, уште кога беше во Ерусалим затворен, после тој прв процес пред Синедрионот, Христос му рече: не бој се, ќе одиш во Рим и таму ќе го проповедаш Евангелието. Меѓутоа никако да се оствари тоа. Павле имаше таа надеж, 2 години седе во затвор и не се остварува. И тој бил човек како нас. Сигурно неговото срце се изнемоштило од чекање. На крајот на краиштата тој нема одговор на прашањето зошто треба да седи во затвор. Зошто треба да чека толку време, а не е веќе во Рим. И една од лекциите кои можеме да ги видиме овдека во овој текст од таа епизода на животот на Павле е дека христијаните минуваат низ тешкотии. Христијаните минуваат низ неправда. Христијаните минуваат низ неволи. Тие се дел од христијанскиот живот. И ово го кажувам, бидејќи живееме во време во кое се шири една илузија дека христијанинот или животот на христијанинот е забава, игри, кампови, веселби, разонода и самоубави работи. Не е вистина. Животот на христијанинот носи неволи. И уште еден друг проблем. Додека е во тие неволи, не доаѓа одговорот, не секогаш ќе го дознаеме одговорот зошто. До крајот ние не гледаме, можеби понатаму кога гледаме пишеме од Рим до Филипјаните, за тие 5 години поминати во затвор, Павле ќе каже: добро, еве, јас сум во окови, ама Евангелието не може да биде оковано. Еве, овие окови предонесува други таму надвор. Некој од партизанство, некој од вера да го проповедаат Христос. Да, тој таму во Рим ќе може и во дворецот на императорот да сведочи, на стражарите, на преторијата. Но пак нема одговор на прашањето зошто 5 години тоа требаше да го прави во затвор. А ние сме луѓе кои сакаме да даваме одговори на прашањата. Ние сакаме да ги знаеме одговорите. И кога нема одговор, ние ќе се измислиме одговор. Меѓу тој период од 24-25 глава, тие 2 години на заточеништво на Павле во Кесарија, Лука за тоа ништо не говори. Ги скока тие 2 години. Ние можеме многу да се измислиме и во нашите желби за се да имаме одговор со нашите ограничени разбирања и ограничени сваќања, можеме тони проповеди да напишеме. И пишуваат тони проповеди за тие 2 години за кои Лука ништо не говори. И се нудат одговори, меѓу другото. Има и тоа авторитетни пастори кои си живеат во некоја своја теолошка шема и бидејќи се треба да биде во рамките на нивната теолошка шема, секој момент од Библијата, знаат да кажат: сето тоа му се случи на Павле. Многу јасен одговорот. Бидејќи направи компромис со благодатта. Отиде во храмот, принесе жртва и Бог го казни. И тој требаше да седи во затвор 5 години. Да, тоа одговара на некоја теолошка шема. Меѓутоа, мене не може да ме убедат дека Павле, големиот мисионер, евангелизатор, кој го расшири Евангелието низ цела Азија, Ахаја, Македонија, Бог го стави 5 години да седи таму, да не може да евангелизира, затоа што принесе жртва во храмот и тоа не од вера, туку заради Христос, да може да проповеда за Христос. Други знаат да кажат: не, тој беше во затвор бидејќи немаше вера. Ако имаше вера, тој никогаш немаше да биде во затвор, никогаш немаше да биде тепан, никогаш немаше да гладува. Вишењето на верата. Јас сум слушал во почетокот на
студиите во Софија, бев во една голема црква, дојде од Шведска еден проповедник и говориш на таа тема дека Павле и Сила беа тепани во Филипи зашто немале вера. Ако имале вера, тие ќе живеа богат живот, успешен живот и секаде ќе им беше убаво. Кутриот Павле немал вера, Павле. Има прагматични коментатори с кои можем и повеќе да се согласам, велат Бог сакаше, тоест Павле имаше потреба од одмор. Да, после тие повеќе од 10 години период на патување, на основање на цркви, на грижа за црквите, Павле имаше потреба од одмор. И навистина, човечки погледнато, Павле имаше потреба од одмор. Вистината е дека не го знаеме одговорот. И Павле, не знам дали го знае одговорот, но едно е сигурно. Во сето тоа време, Павле не ја загуби верата во Бог, во неговата сувереност, во вистината дека тој стои за сето тоа, Бог стои за сето тоа и неговиот план, неговата волја секогаш се извршува. И тоа го гледаме и во настаните што следат. Како Бог ги движи работите. Не знаеме зошто Павле беше таму. Но го знаеме она поважното. Тој беше таму зашто Бог сакаше. И Бог работеше преку него додека беше во затвор. Не е пријатно да се биде во затвор. Воопшто не е пријатно. Не знам, немам искуство. Сигурно не е пријатно. И не посакувам да бидеме во затвор. А Павле мораше да биде таму и во затворот да ги дава сведоштвата за Бог. Зошто? Господ знае. Како и да е, значи 2 години е одложена пресудата и сега доаѓа нов управник. И ајде видиме текстот што говори сега од тука натаму. Фест кога доаѓа како управник се покажува и така тоа го тврди историјата подобар од Феликс, поодговорен, попосветен на работата. И тоа гледаме и од записот на Лука. Кога доаѓа во Кесарија, таму е неговата резиденција како римски управник, како гувернер на Јудеја и на дел од Сирија. Првото што го прави, после само неколку дена, 3 дена од кога доаѓа, оди во Ерусалим, кој што е центарот на духовниот и политичкиот живот, или во таа провинција на Римската империја. Не се одмарал, не се зел ретрит 1 месец, 2 месеци од долгото патување, веднаш доаѓа и на 3-тиот ден оди во Ерусалим. Да се види со местните управници, со јудејските водачи. И тоа била работна посета. Да ги запознае, да се запознае со проблемите. Имало многу проблеми тогаш во тој дел, многу револуционери се појавиле, имало глад во тоа време, многу политички, социјални проблеми. И она што е интересно, она што прави впечаток, на таа средба со јудејските водачи, меѓу многуте важни теми кои треба да се дискутираат, политички, воени, безбедносни, економски, овие од Синедрионот му велат, имаме ни еден исто така голем проблем. Има еден човек кој што е во затвор во Кесарија и чишто случај мора да го решиме. Тој е злосторник. Може да си представите. 2 години, после 2 години поминале. Се уште Павле представува опасност за фарисеите во Ерусалим. Не заборавиле дека тој е таму во затвор. И првото нешто што треба да го реши Фест во неговата служба, нова служба во Јудеја е судскиот процес на Павле. Може да се претпостави, толку значени работи има во Римската империја. Павле е приоритет број 1. И тоа првото нешто што го прави кога ќе дојде во Јудеја. Оди во Ерусалим, поминуваат 10 дена, се враќа заедно со делегација од Ерусалим и на следниот ден веднаш започнува процесот против Павле. Сигурно тие 40 души, повеќе 40 души, сеќавате кои направија
план за атентат на Павле и рекоа, дадоа завет, нема да јадеме и нема да пиеме додека не го убиеме, сигурно уште гладувале и уште не пиеле. Зашто копнежот да биде, да се одмаздат на Павле, кој толку ревносно работеше меѓу неевреите, таа омраза била толку голема, што по секој цена сакале да го убијат. И затоа направили и план. Си рекле, ова сега нов управник, не знае, не ја знае добро ситуацијата, ќе му предложиме да ни го врати Павле во Ерусалим, ние ќе го начекаме по патот некаде таму во тие редиштата околу Ерусалим и ќе направиме атентат. И така ќе го решиме проблемот. Како одговара Фест? Вели, не, тоа е пратено овдека во Кесарија. Ако меѓу вас има луѓе што сакат да отворат нов судски процес, добродојдени се со мене, нека се вратат во Кесарија и пак ќе го обновиме делот. Еве сега, јас ќе започнам, ќе спроведам нов судски процес. И ова е интересната работа. Ова е важната работа. Павле не е таму. Павле е во затворот во Кесарија. Му се спрема убиство, му се спрема заговор во Ерусалим против него. Тој е немокен, тој не може со ништо да влие на процесите. Бог е тој кој го штити. Еден пагански управник, Фест, Бог му дава нему мудрост да им каже на... Не верувам дека тој знаел за тие заговори што ги планираат евреите. Меѓутоа, како што пишува во поговорките, срцето на царот е во раката Господова. Како водните потоци, тој ги сочува каде што ќе посака. Срцето на царот е во Божјата рака. И како што ги насочува реките води, кај што си сака Бог, така и со срцето на Господарот. Тие правеа план да го убијат, Бог го штитеше. И затоа не е важен одговорот на прашањето зошто Павле беше таму. Многу поважно дека Бог беше тој кој цело време се грижеше за него. И кога се кроја тие планови против него, Бог ги осветуваше. И Павле беше спокоен. Павле знаеше една работа. Христос му рече ќе одиш во Рим. И Павле знаеше дека ќе оди во Рим. Кога? На кој начин? Сето тоа беше во Божите раце. И од тука и тоа спокојство, понатамо што ќе го видиме во тој судски процес што ќе следи, нели, малку понатамо. Затоа, да не се обесхрабруваме, реков, реалноста е за христијанскиот живот, дека има неволи, има битки, има искушенија, има неправди, има тешкотии. Меѓутоа, важното во сето тоа е дека не сме сами во тие борби. Бог ја знае секоја ситуација и тој е вклучен во тие борби. Не е неопходно да знаеме зошто нештата се случуваат, така како што се случуваат. Најважното е да знаеме и да веруваме дека Бог работи за да се исполни добрата цел за нас. И тоа е гаранцијата наша. И така Фест откаже и рече не. Кој сака, нека дојде со мене, ќе му дадеме јадење, спиење во Кесарија и таму ќе има судски процес. Сето тоа беше контролирано само од Бог. Ништо друго не може да го натера Фест да не им угоди таму во Ерусалим нови управници. Сепак Фест е нов управник. Неговиот претходник Феликс е вратен во Рим поради незадоволството на еврејските управници. И првото нешто што би требало Фест овдека да го направи е да им угоди, да ги придобие за себе тие еврејски управници. Меѓутоа им откажа. Им рече не, вие ќе дојдете таму во Кесарија. Бидејќи Божјата рака беше, Божјиот план беше Павле да оди во Рим, не во Ерусалим. И така нов судски процес ќе почне 10 дена подоцна, не повеќе од 10 дена,
се враќа повторно во Кесарија и со него доаѓа група на припадници на Синедрионот за да се почне нов процес. Павле седнат на обвинителна клупа и против него се изнесени обвинувањата. Оние стари обвинувања дека го нарушил Мојсеевиот закон, дека го осквернил храмот, дека бил против јудеите, дека е и политички агитатор, нели? Меѓутоа овде кога гледаме уште едно многу така непријатно обвинување, непријатно за самиот Павле. Зошто? Во заштитата што ќе се ја каже Павле, само една реченица е представена од Лука, вели не се огрешив ни против законот, ни против храмот, нити против царот, нити против императорот. Против Нерон не сум се огрешил, вели Павле. Зошто би го кажал тоа, ако тој не бил обвинет? Сушност, овдека сега, нова, да кажем, судска инстанца, обвинителите против Павле изнесуваат обвинение на истиот начин како што изнесува лажно обвинение против Христос. Исто обвинението. И го поставија Фест во иста ситуација во која што беше поставен Понтиј Пилат. Пилат во еден момент беше решен да го пушти Христос. Не најде вина кај него. И тогаш фарисеите се заканија со императорот, дека тој е непријател на императорот и дека за тоа ќе разбере ќе си има Понтиј Пилат проблеми со императорот. Истата стратегија сега се применува и кон Павле. Се оди со тоа најстрашно обвинување. Тој ја загрозува империјата. Тој го загрозува императорот. И Павле многу смирено, многу спокојно одговара нито едно од тие обвинувања, за нито едно од тие обвинувања не сум виновен. И се повикува повторно на доказите. Лука го наведува тоа во 7 стих. Не можеа да докажат, нема нито еден доказ во сите тие обвинувања. Потоа и Фест тоа ќе го признае пред Агрипа, дека нема докази за обвинувањата. И во таков случај, кога нема докази, кога само се изнесуваат обвинувања, според римското право, Павле би требало да биде пуштен на слобода. Зашто не е задачата на обвинетиот да докажува дека е невин, туку обвинителите треба да докажат дека е виновен обвинетиот. Но ти нема докази, нема таму сведок кој може да докаже, да сведочи против Павле. И би требало да биде пуштен. Меѓутоа, продолжува фарсата и тука се покажува човечката страна на управниците, на секој управник. Фест, кој бил така добар управник, сепак, како и сите управници, сака да угоди, тоест да биде, кога се решава, да фати страна, да ја фати страната, но оние што имаат власт. Тоест, не го слободува Павле, туку предложува, го дава сега тој предлог, кој му го дадоа порано во Ерусалим од Синедрионот. Тоест, на почетокот, додека уште беше нели во Ерусалим Фест, тие му рекол, прати ни го во Ерусалим. И сега Фест се враќа на тој прв предлог. Кога гледа дека овдека е немокен да го реши процесот, дека не знае како да се справи со ситуацијата, се вели да се отара само од него, па што ќе му прават таму, нека му прават. Тоа е стратегијата на Фест. Тие таму ми се поважни во Ерусалим, отколку овој евреин од Тарс. И му предлага, и му вели, ајде, другата солуција е да те пратам во Ерусалим. И таму да одиш. И како одговора на тоа? Одговорот на Павле е многу спокоен и многу смел. Вели, ако од сето тоа, што ме обвинуваат, нема ништо, никој не може да ме предаде на нив. Се повикувам на царот. Ако тие не можат да докажат ништо, и ти не можеш ништо над мене.
И јас како римски граѓанин го имам правото да бидам суден. Конечната одлука да ја донесе императорот. Со други зборови му вели на Фест: очигледно е дека ти немаш капацитет да го решиш проблемот. Очигледно е дека овдека на оваа место ти си немокен. Очигледно е дека ти не можеш да се справиш. Ме праќаш таму во Ерусалим и знаеш што ќе се случи, затоа јас сакам да ми суди друг на друго место. Животот на Павле зависи од тој човек, од Фест. Човечки погледнато. Но Павле знае дека неговиот живот е во Божите раце. На крајот Бог решава. И Павле знае дека треба да оди во Рим. И ќе оди во Рим. Бог го праќа во Рим. И му вели: прави што ќе правиш, јас пак ќе одам во Рим. Јас сакам да одам и во Рим да биде решаван мојот случај. И ова многу смела постапка од страната на Павле. Затоа треба многу вера. Да застанеш пред еден таков управник и пред таму сите евреи да му кажеш: не, ти нема да ме судиш. Ке ме суди императорот. Зашто не сум виновен. Очигледна е мојата невиност. И императорот нема што друго да направи, освен да се посоветува со советниците, не дека тој не знае кое е правилното решение, кое е римското право, меѓутоа има потреба од советници кои ќе потврдат и решава: да, во ред, се повика на царот, кај царот ќе поидеш. И се овдека се наметно па едно друго прашање. Добре, ако Павле имаше па толку вера во Бог, дека Бог ќе го штити кај да е, што и да е, зашто не рече: добре, прати ме во Ерусалим, Бог е со мене, Бог е и таму, Бог ќе ме штити таму. Не, Павле се повика на правото да отиде во Рим и да биде суден од императорот. Дали тоа значеше, дали бегаше од Ерусалим, дали значеше страв за неговиот живот? Не, во никој случај. Да, се е во Божите раце. Да, Бог е суверен. Да, на крајот се извршува Божјата воља, меѓутоа и ние треба да носиме мудри решенија. Во раците на Павле имаше една судска алатка. Малку подоцна, тоа е порано, 3 години порано, Павле напише на римјаните за властите, дека властите се Божјата слугинка. Во последниот дел на институтите, Калвин пишува за судилиштата, за судниците и вели: Бог кој ги поставил судниците му дава слобода на својот народ да ги користи легално. Овдека Павле ништо не направи, никаков компромис со ништо. Тоа едноставно е една алатка што му беше дадена на располагање, што имаше, што можеше да ја користи и употреби сосема легално. И рече: не, ќе одам кај. И тоа треба мудрост. Да, во животот треба да носиме решенија и не секогаш, како во случајот со Павле, се јасни работите црно-бели. Меѓутоа, затоа Јаков пишува да бараме мудрост, зашто на сите ни недостига мудрост. Ама кога бараме мудрост, да бараме со вера. А кога бараме со вера мудрост, тоа вклучува наша покорност. Тоест, она што Бог ќе ни го открие, она што е Божјата воля, да го прифатиме независно од тоа колку се коси со нашите желби. Тоа е со верата да се бара Божјата мудрост. А Бог ќе не води. Бог ќе дава секогаш кога ја бараме. Сигурно е Фест му леснало кога кажал Павле: ќе одам во Рим, зашто целта на Фест беше да се отара се од него. Дали во Ерусалим, дали во Рим, тој да не го решава случајот. Се тука се јавува еден друг проблем. Бидејќи во случајот на Павле нема кршење на римското право, ќе треба сега некако Фест да го напише обвинението и причината зошто го праќа во Рим, иако нели, процесот е чисто духовен, чисто религиозен. И тука е сега проблемот на Фест. Како да го направи тој случај валиден за да биде пренесен во судниците во Рим. И во сето тоа, како на помош, треба да дојде Ирод Агрипа, тогашниот јудејски и либански цар.
Така да, случајно доаѓаат на посета Агрипа и Верники во ова не е целиот текст, јас само го излив говорот на Фест, бидејќи подолг целиот текст, како и да доаѓаат Агрипа и Верники во Кесарија да го посетат новиот римски управник. Доаѓаат на една протоколарна посета да му покажат чест. Зашто римскиот управник е поголема титул отколку јудејскиот цар. Ирод Агрипа у почеткот бил цар само на Либан, потоа се шири неговото управување и ја зафаќа и цела Јудеја, меѓутоа е починет на римскиот управник. Инаку овој Ирод Агрипа е син на оној Агрипа кој што го осуди Јаков на смрт. Минатиот пат кажав за таа династија, за нивниот неморал, корупција и така натаму. За овој велат дека бил малку подобар, но сепак полн со скандали, живот полн со скандали. Ова жената со која доаѓа Верники е негова сестра, меѓутоа историчарите велат дека живеел со неја како со сопруга, како негова жена. Така доаѓаат заедно Агрипа и Верники да се поклонат, да му укажат чест на римскиот управник, и на овој момент Лука уделва многу внимание. Цела половина од 25 глава и цела 26 глава е посветена на посетата на Агрипа и Верники во Кесарија и на процесот што ќе следи, нели, како резултат на таа посета. И во таа посета, додека тие се нагости, Фест го изнесува тој проблем. Очигледно многу му тежел Павле, проблемот што го има со Павле, и бидејќи пак Ирод Агрипа е јудеин, тоест и думеец, меѓутоа прозелитизиран и со династија која живее долги години меѓу јудеите, го познава јудеизмот, му го изнесува проблемот и го раскажува целиот проблем. Ево овде имаме еден човек кој е обвинет, за кого нема докажано вина, меѓутоа бара да биде суден во Рим, иако за тоа јас немам некоја основа. А во основа пак на проблемот е верувањето дека некој си Исус, кој бил убиен, е жив, а другите тврдат дека е мртов. Тоа е во една реченица Лука го изнесува вистинскиот проблем, кој за Фест е само еден правен проблем. Само една ситница која создава за него многу правна главоболка. Некој си Исус кој дали е жив, дали е мртов, дали навистина воскресал, никој не знае, ама околу тоа се крева голема галама. Сега, околу тоа и Мануел ме подсети, јас зборев, тоа беше Божикната проповед, мислам така, последната, и јас се сеќам што зборев, многу важно тој текст, таа реченица, така да ако сакате повеќе за тоа, освежете се. Но тоа е неважното прашање. Неважното прашање за секој човек, а тоа е ставот кон Христовата смрт и воскресение, овдека се претвора само во еден правен проблем. Може ли заради тоа Павле да биде пратен и суден во Рим? Прашање од кој зависи вечноста на еден човек, сведен само на еден правен проблем. Најважното прашање во животот. Агрипа, кој сега е на прием кај римскиот управник, веднаш искажува голем интерес кон проблемот на Фест и вели, јас ке разговарам со него, утре ке направим еден процес, јас тука можам многу да помогнам, зашто сакам многу да ти помогнам, зашто сакам да ти многу лојален. Тука има, нели, политика. Не верувам дека Агрипа во друг случај би бил многу заинтересиран, зашто Агрипа е долго време управник, ниту еден пат не се сретнал со Павле. Но сега во таа ситуација тој покажува интерес и вели, би сакал јас сега да го сослушам тој човек. И тоа значи вовед уште еден судски
процес. Пред само неколку дена имаше судски процес. Сега Павле пак треба да биде влечкан на суд. И тоа пред еден неправеден, неморален човек. Што тој човек сега праведно ќе реши? Да ви кажам, ако ова серија, многу здодевна работа е. Гледаш само од епизода до епизода, судници, судови, една иста работа се повторува. Никаква динамика нема. Не знам како се чувствал Павле, ама навистина здодевна и обезхрабрувачка работа. И сепак, во сето тоа имаме една убавина. Гледаме како Бог во својата благодат отвара врати. Во еден амбиент на помпезност, на гламур, ке дојде едно мало човече, ситно, еден, и ке им говори за тој Христос. И ке им каже во еден момент, и тоа му откопнеш, вие да поверувате во него. Хајде да го видиме, да видиме сцената ја дава овдека, а следниот пат ќе ја видиме по раката. Значи, Лука посетува многу внимание во детали, како многу има голем впечаток кај Лука ова што се случува овдека. Очигледно дека тој момент од расказот, нели, за Павле, за неговите суд, овој момент е некој посебен момент. Зашто посебно како впечатлив момент е. Начинот на кој тоа го представува Павле, кој доаѓа Лука, кој доаѓа, како се случува сите тера, целиот разговор, потоа прашањата што му се поставуваат, во ситници дури Лука посветува внимание. И тоа со една единствена причина. Да се види величието на Божјата слава. Како го представува тоа? Вели, Агрипа прво влегуваат утредента. Агрипа и Верники со голем сјај влегуваат во просторијата. Заедно со војводите и најугледните граѓани. Кесарија е центарот на римската управа. Таму се римскиот управник, таму се, кога се кажува за војводите, таму се генералите, таму се управниците, таму се советниците на Порци и Фест, таму се Агрипа и Верники, таму е кремот, елитата на Јудеја во Кесарија, собрани на едно место, со голем сјај, вели Лука. И тука го употребува зборот фантазија, значи со голема помпа, со голем гламур. Тие биле облечени во најраскошната облека, и царевите, и Фест, и сите останати, во злато, накитени. Сигурно фанфари го најавиле нивното влегување. Сигурно имал некој таму кој што најавувал, влегува тој и тој. Голема помпа. И кога сите се таму, тој сјај и раскош, влегува едно човече во затвореничка облека, во железни окови, сигурно не бил дотеран, сигурно, не знам, тој немал косата да се ја средува косата, неизмиен, од затвор доаѓа, во еден гламур. Самиот збор фантазија, тоа значи нешто што се помпа, нешто ефекти, надворешни ефекти, кои треба да остават уште поголем впечаток. И во еден таков амбиент влегува Павле. И тој, тука пишува Стот, убаво кажува, тој мал евреин е центарот на вниманието. Сите се собрани таму заради него. И знаете, во Библијата нема случај, друг таков случај, во кој толку многу важни луѓе се собрани на едно место и слушат Евангелието на Христос. Може би имало, но нема запишан. Целата елита римска е таму јудејска. И таму доаѓа Павле и во 26 глава го споделува Евангелието.
И вели, тој доминираше, пише во стот, тој доминираше во просторијата со своето тивко достоинство и појава слична на Христос, зашто го имаше Христос во себе. Духовна појава наспроти светската помпа. Сигурно таму луѓето што биле собрани си мислеле, овој тука сега затвореник, некако си таму од Тарс, патник, што патува и проповеда, каква чест има да застане тука, да биде во друштвото на оваа елита. А вистината е дека таа елита имаше честа да биде со големиот Павле. Или Брус коментира, Лука имал вистинско чувство за вредност и знаел дека во Павле има внатрешна величина која нема потреба да биде украсена со надворешни помпезности. Тоа што е внатре во Павле нема потреба од човечки, вештачки украси. Зашто со ништо не може да се украси повеќе. Со што може да се украси за да стане Божјата слава уште поубава. И затоа, тука продолжува Брус и вели, овдека Лука, користејќи го зборот фантазија, користи хумор или сатира користи, токму за да го представи тој контраст. Зборот фантазија е дефиниран во делата на Платон и Аристотел и фантазија денес во нашиот светоглед, кажеме фантазија, мислиме за нешто убаво, прекрасно. Фантазија всушност значи илузија, вештачко нешто, што не постои, измислено, нереално. Тоа е во древната античка литература. И кога вели, кога користи овдека зборот Лука, со голема фантазија влегува, сака да каже со празна слава, со празен сјај, со нешто што ги восхитува луѓето, ама нема никаква реална вредност, зашто денес го има, утре ќе го нема. Наспроти тој сјај на светот, Павле е тој кој што ја има вистинската слава во себе. Е оној кој што има реална вредност во себе. И тоа е предупредување, овдека Лука дава едно предупредување. Ние кои сме така наклонети да гледаме на надворешното, на видливото, на материјалното, да не го пропуштаме она што вистински е вредно, она што е внатрешно, она што е невидливо, она што е духовно, она што останува секогаш. Зашто сиот сјај тука на земјата ќе биде смачкан еден ден, уништен од она слава Божја што ќе дојде. Како што и во сонот на Навуходоносор, кој го толкува Данијел, оној голем идол кој го гледа Навуходоносор во сон, главата од злато, трупот од сребро, бедрата од железо, нозете од бакар, или обратно, бедрата од бакар, нозете од железо, се тоа нешто што носат богатство, што значат светска, земна слава. И во еден момент една камен, една карпа, се откинува, удира во нозете и се распарчува. И пишува, и целата земја се исполни со слава. А сето тоа што било овдека сјај на земјата е уништено. И тоа е реалноста за овој свет. Реалноста за таа фантазија, земна фантазија, по која толку трчаме, која толку не восхитува, по која се заблудуваме. Фантазија, само една илузија, ништо реално. И тоа сака да каже овдека, да го каже Лука. Овдека доаѓа, влегува во судницата Павле, во една судница полна со помпа, со гламур, полна со нешто нереално, нешто што нема никаква вредност. И таму влегува. И Бог му дава можност пред таа
пред тая илузия да каже вестината. И Павле, знаете што ќе им каже? Ќе им каже, јас тоа копнем, тоа сакам. Вие да бидете на моето место, не во окови, не осудени. Да бидете, да имате во себе вистинската вредност, вистинската слава. Не. Да. Единствено вистинското величие беше во Павле, сокриено таму. Кој денес се сеќава на Верники и на Агрипа? Кој ги знае денес? Јас верувам, отидете на филозофски таму кај што се изучува историја, на катерата, прашајте ги студентите, знаете ли кој е Верники? Дури студентите по историја верувам дека не знаат, ако не читале Библија. Ако читале Библија, дури и христијаните и одминува така Верники кој е. Ма кој не чул за Павле? За Свети Павле. Не бидејќи Павле е нешто посебно, бидејќи Павле во себе го имаше вистинскиот сјај, вистинската слава. Бидејќи го проповедаше Евангелието. Затоа кога се импресионираме од светот и неговата слава, што е факт за сите нас, да се подсетуваме на вистината дека сето тоа поминува. Ништо тоа не трае. И да се вратиме на почетокот. Христијанството носи тешкоти. Христијанството носи страдања. Ама знаете ли која е другата вистина? Дека како што и сјајот на овој свет е привремен, така и страдањата во овој свет се привремени, минливи. Тие ќе бидат заменети со една. Тие ќе бидат смачкани под вечната тежина на Божјата слава. Тоа е важното. Не е важното зошто и како, важното дека тоа носи слава за живот во христијанинот. Целото создание стенка заедно со нас, пишува Павле во Римјаните 8 глава, очекувајќи го прославувањето на Божите синови. И тоа е надежта на Павле. Со таа надеж тој застана таму, тој знаеше дека тие негови окови ќе донесат вечна слава и затоа со храброст, самодоверба, тој со самочувство влезе таму, во тој гламур. Тој не се смачка под тежината на таа светска слава. Не. Во говорот што го има, што го видам во 26 глава, тој е смел, уверен и е исправен во Христовата слава пред тие луѓе, повикувајќи ги на покаяние. Да си ги да тие не тој да биде како нив, тие да станат како него. Зашто кај него е вистинската слава. И така, тоа е неправдата на земјата, тоа е състрадањето, тоа е земната слава. И има една неправда, има една правда која се одложува, да. Значи на земјата неправедно е кога се одложува правдата, но меѓутоа има една правда која се одложува и тоа не е лошо. И таа правда се вика одложена правда благодат. Ако Бог решеше веднаш да ја спроведе својата правда, сите ќе бевме во адот. Но тој ја одложува својата правда за нашето спасение, за да ни даде може да бидеме спасени. И тоа ќе го проповеда и Павле таму. Ќе го употреби неговиот случај, неговата одложена правда да каже за Божјата одложена правда. Дека Исус Христос е Божиот син кој стана човек за да умре за грешниците. Да го употребиме овој момент на одложување на Божјата правда, за да бидеме оправдани во Христос, да живееме живот на спасение. Зашто тој одредил и не само ден на спасение, одредил и ден на суд. Тој го одложува денот на судот за да имаме денес ден на спасение. И ако некој се уште не го употребил да поверува во Христос, во спасението кој доаѓа преку верата во него. И да нагледаме на крајот на Христа во славата околу нас, кој изгледа толку фантастична, а е навистина на фантазија и илузија. Да не ги полагаме нашите надежи во раскошот на овој свет, зашто сето тоа поминува. Само оние што ја вршат Божјата волја
само тие живеат вечност. И така, Господ да ни помогне да се радуваме на тој факт, на таа вистина, дека Тој ги контролира нашите животи, нашите околности и се ќе доведе до совршен крај во вистинското време. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен,